Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е министерот за правда Адниан Јашари. Господине Јашари, Министерството за правда е предлагач на 8 уставни измени кои што добија критики и од Европската и од Венецијанската комисија. Зошто инсистирате на уставните измени токму сега? Вака сега, значи, предлагач е владата на Република Македонија, не е Министерството, согласно нашиот устав, односно законите. Министерството за правда во однос на овие уставни измени е само на некој начин иницијатор. Составувач на овие уставни измени и сите беа доставени до влада, за да понатаму се процесуираат, значи, у собранието. Токму тоа, значи, од првата фаза кога се покренуваше едно такво прашање за отварање на, односно изменување и дополнување на уставот на државата, имавме забелешки од страна на Венецијанската комисија и од страна на Европската комисија. Прво, зашто уставните измени се предлагаат во моментов кога неголемата опозиционата партија не е присутна во собрание. Јас и во други мои извештаи, односно информации, изјави, сум рекол, ќе повторам, дека се работи за политичко прашање. Не е прашање на министерот зашто токму сега, тоа што за отварање на уставни измени, за дополнување, односно измени на уставот, е разговарано, е усогласено во моментот кога е составена оваа влада од овие две коалициони партнери. Помеѓу Амети и Груевски, во моментот, значи, на составување на владата, е договорено да се отворат овие прашања во однос на уставот. И во насока на тоа јас навистина немам што да додавам. Но би сакал да нагласам пошто ме прашувате за уставот, дека како Министерство за правда се што е во надлежност, велам законска надлежност, направивме, велам, за тие правни прашања, не за политички прашања. Направивме напори да ги усогласуваме сите уставни, односно нацрт предложени амандмани со забелешките на Венецијанската комисија, односно Европската комисија. Но урав повторно неделав изгледа со забелешки, ги спомена и забелешките и од Венецијанската и од Европската комисија, особено во делот околу финансиските зони. Јас не велам дека целосно се усогласени, но велам дека одреден број на забелешките во однос на овие уставни амандмани од страна на Министерството за правда се веќе внесени тие забелешки и мислам дека колку што имаше можност од формално правен аспект, правда ги усогласи уставните амандмани со забелешките на Венецијанската комисија. Иако велам, сепак има такви прашања што од формално правен аспект не можевме да ги внесуваме, но велам во однос на нашите надлежности, односно функции, ние како правда сметам дека го направивме своето. Уставните измени се веќе во собранинска процедура, а се уште не е јасно како ќе гласаат некои пратеници на ДУИ. Имате ли усогласеност меѓу владината и партиската агенда? Колку што јас имам информации, значи во однос на усогласеност на агендата, во моментот кога се усогласуваше, значи, владината програма за 4 години, од ДУИ беа, значи, 4 представници, јас не сум бил, значи, во едно такво усогласување. Меѓутоа, мислам дека, според моите информации што јас ги поседувам, владината агенда начелно е усогласено и со агендата на Демократската унија за интеграција, односно, би рекол, со тоа што ни беше како изборна програма, значи, во последните парламентарни избори. Зошто има пратеници од ДУИ тогаш кои што не би гласале, можеби не би гласале за уставните измени?
Јас лично сметам дека секој пратеник со самиот факт што е пратеник има, односно го има тоа дискреционо право во определени случаи. Сепак пратениците се независни на некој начин. Иако имаат една група, имаат координатор. Меѓутоа, сепак мислам дека во однос на гласење, одлучување за определени прашања, ти имаат своје дискреционо право. Што понатаму, јас не знам, затоа што ја сепак сум министер, не сум пратеник, не сум координатор, така да во насока на тоа, како Министерство за правда, како министер за правда, како дел од значи владата, како повереници, ние сме сега на некој начин како повереници на владата, ги застапуваме значи овие уставни одморани, го направивме своето. Прв човек сте на правда. Новинарите се казнувани со енормно високи суми за навреди и за клевета. Случајот Кежаровски пак го подигна вниманието не само на домашната, туку и на светската јавност. Во меѓувреме Македонија паѓа на рангирањата во светот околу слободата на медиумите. Какво е вашето мислење? Каква е слободата на медиумите во Македонија? Добро, сега јас ќе се фокусирам во правниот, не во политичкиот дел. Прво, како што сите знаат, од 2012 година, кај нас има закон за граѓанско-правна одговорност заради клевета, односно навреда. И со донесување на еден таков закон, веќе имаме декриминализација на клевета навреда од кривичниот законник. Второ, вистина е дека како и при применување на други закони, и во однос на законот за граѓанско-правна одговорност поради клевата, односно навреда, има проблеми у применување. Поради што веќе управда е изготвена, е направена една стратегија за одржување на семинари за судиите што студираат во граѓанско-правните предмети. Судството добива критики речиси во секој извештај на Европската комисија, така и годинава. Зошто се повторуваат забелешките од година во година? Толку ли е тешко да се подобри секторот кој што го раководите? Вистина е. Тоа ви велат од вистината нема бегање. И во последниот извештај на Европската комисија има забелешки во однос на правосудството, односно значи судството. Едно е точно дека имаме потреба од реформи, односно би рекол продолжување од реформи. Како што впрочем потреба од реформи имаат и другите земји. Јас и мој еден претhodен значи претhodна изјава реков дори потреба од реформи има и во една Германија, која што во Европа е многу поразвиено, имаат поразвиен правосуден систем. Но во Германија не се забележува на притисок, политички притисок врз судиите, за разлика од тука каде што има такви забелешки. Не, нешто не се зборува, но не во таков обем како што кај нас се зборува. Јас не верувам дека има држава во светот каде што на некој начин немаат притисоци правосудните органи, но не би рекол дека имаат притисоци во ваков обем како што е кај нас. И врз основа на тоа, како министер за правда, со моите соработници нормално, се согласивме да изготвуваме една стратегија за реформирање на правосудниот систем во период 2015-2020 година. Веќе се формирани 7 работни групи во 7 области од правосудството. Имаме и странски експерти вклучено. Се надевам дека преку една таква стратегија, односно таков би рекол акт, стратешки акт, ќе дознаваме во кој пат треба да се движи
правосудството, односно да се реализираат реформите. Ви благодарам за одвоеното време. Ви благодарам и на вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.